Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Иницијативата Кој е следен? Вчера доста попладне организираше протест. Овој пат повод беше одлуката на судијата Ферати, кој пресуди казна затвор од 2 години за возачот кој на пешачки премин ја прегази 22 годишната Теодора. Ако може да се собереме понапред, салам. Апелирам до сите граѓани да го кренат својот глас и да кренеме глас против неправдите, конечно да добиеме правда во ова место каде што живееме и безбедност во истото. Благодарам. За денешниот собир, кои се денешните барања? Конкретно се барањата и уште предходно што ги имавме напоменато како е инспекторат, еден број на кој ќе ги добиеме сите инспекторати истовремено. Понатаму имаме барања за безбеден град, како спорници во ведување, светлосна сигнализација, граничници на тротоарите и така натаму. Тоа е цел проект наречен Визија 0 кој има едно 20 барања. Судиите од Тетово застанаа во одбрана на нивниот колега. Тие бараат да запрат коментарите, бидејќи според нив судијата работел според законот. На слична линија е и Судскиот совет. Судскиот совет нема став за 2-годишната затворска казна изречена од судијата Елведин Ферати. Ја завршиле анализата на предметот, но во своето соопштение само редоследно пренесуваат како се одвивал целиот судски случај кој заврши со 2-годишна затворска казна за обвинетиот Пајазити, кој на пешачки премин удри во 22-годишната тетовчанка Теодора. Појаснуваат дека построга казна не можела да биде досудена заради одлуките на апелациониот и Врховниот суд. Намалување на претходната казна од 3,5 години побарало обвинителството. Против пресудата на Основниот суд Тетово од 30 ноември 2023, жалба до апелациониот суд Гостивар изјавил обвинетиот. Судот одржал јавна седница на која јавниот обвинител од Вишото јавно обвинителство Гостивар предложил делумно да се уважи жалбата на обвинетиот на начин што на обвинетиот ќе му изрече поблага кривична санкција. Од судски појаснуваат дека 2-годишната затворска казна се уште не е правосилна, па секоја интервенција може да се смета како притисок. Во меѓувреме, во одбрана на судијата Ферати застанаа неговите колеги од Тетовскиот суд. Појаснуваат дека обвинителството го гонело возачот за кривично дело од небрежност. Повисокиот суд му ја намалил казната, а Врховниот предметот го вратил на ново судење. Токму одлуката на Врховниот суд оневозможила построга казна за обвинетиот Пајазити. Судијата во повторената постапка обвинетиот го осудил со максимална дозволена казна затвор, имајќи ја во предвид забраната за менување на полошо. Поради тоа апелираме до сите чинители во општеството да се воздржат од неоправдани коментари и да не се користи оваа пресуда за неосновани напади и јавен линч на судиите кои постапувале во конкретниот предмет. Семејството на починатата Теодора се заблагодари за поддршката од премиерот кој побара Судскиот совет да го анализира случајот. 2-годишната затворска казна за возачот ја сметаат за срамна и скандалозна, а како што велат се сомневали и во корупција. Како семејство имаме сомнеж дека позади оваа пресуда стојат политика, мито и корупција. Ние силно и натаму ќе се бориме за правда за Теодора. Исто така, јавно сакаме да прашаме зошто иницијативата како Кој е следен немаат покажано никаков интерес за нашиот случај, а само наводно се борат против трулиот и корумпиран систем. Судијата Елведин Ферати во понеделникот ја изрече 2-годишната затворска казна за Менсур Пајазити, кој пред 3 години на пешачки во Тетово удри во 22-годишната Теодора. При изрекување на пресудата рече дека возачот признал вина, изразил жалење, а до тогаш и не бил осудуван. Зоран Јаневски, Сител телевизија. 43 лица се осомничени за измама со брзи кредити. Со лажни документи и туги лични податоци подигнале 50.000 евра.
Во групата осомничени има и службено лице од Фондот за здравствено осигурување кој оддавало податоци за оштетените. Фалсификувале лични карти и со нив подигнувале брзи кредити на туѓо име. 43 лица ќе одговараат кривично во големата акција на полицијата и обвинителството. Дел од осомничените спротивно на условите утврдени со закон и без согласност на граѓаните користеле туѓи лични податоци, правеле лажни јавни исправи и преправале вистински јавни исправи со намера таквите исправи да се употребат како вистински. Со внесување невистините податоци во информатичките системи за десетина различни друштва за брзи кредити, како и со фалсификување на електронски потписи без знаење на оштетените на нивно име зеле кредити, создавајќи им обврска на лицата да ги враќаат наводно позајмените средства. Меѓу осомничените и вработен во Фондот за здравствено осигурување. Неговата задача била да краде лични податоци од осигурениците со кои потоа тие без нивно знаење биле фиктивно вработувани за да станат кредитоспособни, пошто на нивно име со фалсификувани документи се подигнувале брзи кредити. Ваквите лажни податоци лицата ги користеле за да подигнат и по неколку кредити од различни друштва во еден ден, со што прибавувале значителна имотна корист. Потоа парите ги извлекувале од сметка и во најголем дел ги давале на осомничените организатори на ваквите измами. Се вели во соопштението на обвинителството, каде се додава дека вкупната штета надминува 3 милиони денари. Оттаму велат дека за четворица осомничени, меѓу кои вработениот во фондот, ќе бидат поднесени кривични пријави за фалсификување, злоупотреба на лични податоци и измама. За тројца е побаран притвор, а четвртиот е веќе во шутка за друго дело. Останатите 39 осомничени ќе одговараат за помагање. Александар Спасовски, Сител телевизија. Нова криза со недостиг на терапија на онкологија. Речиси 1 месец нема биолошка терапија. Надлежните велат дека тендерските процедури биле во тек. Тендерот беше многу касно објавен. Не знам од кои причини тоа беше така, бидејќи ние веќе во почетокот на февруари знаевме дека терапија нема да има доволно. Само се надевам дека откако веќе е започната целата процедура сега, дека ова нема да се одложи после празниците и дека ќе успеат да го завршат, бидејќи се чека од Министерството за здравство сега, да пациентите добијат терапија пред празниците, да тоа не се одолжи повеќе и да биде веќе 1 мај. Буџетот се зголеми, огромна благодарност за тоа што имаме поголем буџет оваа година за онколошките пациенти. Меѓутоа сега за сега веќе не осеќаме некаков плюс од тоа што ни го зголемија буџетот. Нови вработувања на клиниката за онкологија нема. Иако постојано апелираме дека таму има проблем со гужви и има потреба од дополнителен персонал, се уште и оние вработени кои што се на клиниката со договори на дело, односно не се вработени, се уште нема одобрување да бидат вработени и јас навистина не знам кога веќе е ветено нешто дека ќе се случи, зошто чекам. Некои од повредените од несреќата во Кочани и рехабилитација ќе имаат во странство во специјализирани центри. Додека здравствените лица од Македонија се обучуваат со колеги од странство за третманите кои ќе ги добиваат повредените во нашите медицински установи. Бројката на повредени кои се лекуваат во странство е 55, 10 се во македонските болници. Тројца кои се во критична состојба, според информациите на Министерството за здравство, кај нив нема промена на состојбата. Двајца повредени од пожарот во Кочани ќе одат на рехабилитација во Црнагора. За двајца пак има понуда од Франција да бидат прифатени во специјализиран центар за подолготраен третман. А веќе 4-та недела од трагедијата. 1/3 од повредените се уште се на лекување. 55 од нив се хоспитализирани надвор од државата, а 10 во македонските болници и клиники. Тројца и понатаму се критични, како што информираат од Министерството за здравство. Нема промена во нивната состојба. За повеќегодишниот процес на опоравување кај дел од нив, здравствени работници од Скопје, Кочани и Штип ќе бидат едуцирани од британски експерти.
Мора да имаме обучени здравствени работници, не само доктори, туку и персонал кој што ќе знае да ги негува овие пациенти, бидејќи има станува збор за пациенти со трансплантирана кожа на која што често пати можат да се јават лесно инфекции, тои инфекции ќе мораме да бидеме спремни да ги третираме. Исто така, овие пациенти не смеат така едноставно да бидат изложени на сончеви зраци. Во извесен временски период ќе треба да избегнуваат, да знаат да се заштитат од сето тоа и за сето тоа треба обука и на персоналот, но и на оние кои што треба да бидат третирани. Еден од повредените кој беше на лекување во Бугарија денеска се враќа во земјата, кој според протоколите ќе биде задражан 24 часа на скопските клиники. Сега се наоѓаме во фаза кога се уште ни е приоритет да оние кои што и понатаму имаат проблеми со автономно дишење и автономно функционирање, односно кои што се на респиратор, да се извлечат, за да поминеме со сите луѓе, односно сите пациенти во една фаза на сериозна рехабилитација. Во пожарот во Кочани животот го загубија 61 лице, а околу 200 беа повредени. Најголем број од нив беа пратени на лекување надвор од државата. Сања Димитровска, Сител телевизија.